Кой си знае, си знае. Ете бит. Няма така смисъл. Той избега на све више. Почитувани гледачи, денес се наоѓаме на езерото Козјак, па ќе поразговараме со еден од присутните рибари. Добар ден. Добар ден. Ке сакате да се представите? Да, јас сум Конан Абас од Скопје. Така. И Колку долги години сте риболовец? па од мали нозе. Тоа нели доаѓа по потеклот по старите. Татко ми беше риболовец, така да јас по некое негово учење ми стана навика и хоби. Од колку години рековте? Па- Па не баш мали нозе, ама околу 10 години, 9-10 години, да. И сега сте страстен риболовец. Па нешто поозбилно се занимаваме со риболов. Кој вид на риболов преферирате? Па во Македонија обично порано сите риболовци ловеле на тапа, но како што иде по модерното време, сега новата дисциплина и техника е фидерот, која е застапена во соседните држави, но и со тек на времето е се почести кај нас во Македонија. Во последните години кај нас зема зама фидер технологијата и споредба од порано што сте ловели сега со фидер технологијата, која е разликата? Разликата е голема во тоа што користиме различен метод на хранење и ловење, но суштината е
она тапата и врвовите на фидерот се многу слични. Така. Значи како што сме наоштрени ни балканците или да кажам македонците Така. за на тапа, така и треба да бидеме наоштрени и за фидер риболовот. Така. Каде ловите претежно низ Македонија? Па во скоро сите места каде што е Езерски риболов? езерски, да, во Река? многу потешко, пошто во Македонија единствена река, озбилна река за риболов на фидерот е Вардар, а Вардарот Не е чист. не е можен за риболов со фидер, Така, добро. поради одредени причини кои што ги знаеме сите. Да. И затоа езерата се многу поможни за фидерот. Така, имате учествувано некогаш на надпревари тука во Македонија или надвор? Се уште не, се надевам дека некогаш ќе учествуваме, ќе се дружиме со колегите. Така. Прв пат доаѓате овде на ова езеро или? Не, доаѓаме на ова езеро Козјак, Да. каде што зависно од нивото на водата, така и е успехот на ловењето на рибата. Така. Какви се вашите резултати или вашето искуство од ова езеро? Па позитивни да кажам, пошто првите информации ги добиваме од колегите за тоа дали е активна рибата воопшто и ако е така, се организираме за да дојдеме и има некој успешен лов. Така, кажете ми најголем примерок на уловена риба? Па не е многу голема, до 5 кила крап. Каде го имате уловено? Не во Македонија, за жал, Каде? во странство во Германија. Во Германија. Каде ловите во Германија? Каков е риболовот таму во кратки црти? Да ни појасните малце на нас и на нашите гледачи. Па фидерот е многу застапен, поради што во нивните реки, јас ловам во каналот, да кажам, во Оберхаузен, и поради големо струење на водата, мора да користиме дали тапа или фидер со голема грамажа на носивост, да. Така. Сега Што риба има таму? Што ловите претежно? па со фидерот може да ловиме Во Германија. да, во Германија со фидер може да ги ловиме крапот, кара што таму неам фатено до сега. Така, само крап. Клен, крап, црвеноперка, значи сите оние неграбливци на риби, да. Може Кленот спаѓа мислам во грабливците да, таму. нели кленот може и на лепче да се лови, може и на црв да се лови. Така. За разлика од штуката, нели има сосема нов друг метод на ловење како и пастрмката. Така. По колку денови ловите вака? Гледам со шатори тука сте поставени. Ден, два, три, како би е принципот на ловење? Па зависи од договорот со другарите и со колегите. Овој пат остануваме 3 до 4 дена, зависно од тоа колку ќе биде активна и рибата. Така. Се надеваме на успешен лов. Колку толку важно е да се држиме. Така. Кој е поуспешен на ова езеро овие денови од кога сте овде, ти или другарите? Другарот позади. Другарот позади, ја? Добро, малку да се нашалиме. Да кажам нешто за фидер риболовот, што е основното што треба да го правиме ние како фидераши, ако се нарекуваме фидераши. Првата работа треба да го тестираме теренот. Значи треба да го маркираме, да видиме дали има закачалки, дали е можен фидер риболовот на тоа место и така. Втората работа, значи информација од други местото. Местото е многу битно, да, каде што ќе ловиме. Многу зависи успехот на ловот од местото каде што ќе ловиме. А од временските услови? Па правило нема. Нема. Има Дали дели повеќе јаде рибата, да речеме, кога е разбрнувано езерото или кога е мирно? Што кажува вашето искуство? Според фидер риболовот тоа не игра улога. Може да биде вака и така, сосема не игра улога. Зависно од, нели, има други опции, притисокот на водата, растот, падот на водата. Вие се кажавте никако да спомнете прихраната тука. Дали тоа е тајна нешто? Не сакате да споделите со гледачите или? Не, значи... Може ли да кажете со што денес ловите? Тоа и сакав да го кажам. Значи, третата работа е прихраната. Значи, прихраната игра многу важна улога во риболовот. Ако го погодиме квалитетот
и вкусот на рибата во одреден ден, да, кога ловиме, успехот ќе биде многу голем. Така. Сега, третата работа, значи, што многу важно, што се имам, да не кажам расправано со колегите, со другарите, значи, се трските на фидерот. Трските на фидерот постојат во многу различни акции. Така. Сега, обично ние тука, оние што сака да купат трски, купуваат трски, да кажеме, што појаки. Так. 130, 150 до 200 грама акција. Так. Но купуваат, користат хранилици од 20 грама. Значи тоа во прв план не е можно. А доколку сакаме успешен риболов на фидерот, значи треба соодветна грамажа на хранилица во однос на трските, нели? Треба познавање, наверојатно, Да. која трска колку може да издржи, каква хранилка. Така, значи контактот помеѓу врвот, хранилицата и мамецот треба да биде многу добар, за да се оседи секој потек на рибата, нели, како на тапа, така и на фидер првот. Така, како стигате до информации за фидер, бидејќи порано кажувате сте ловеле со вашиот татко, тогаш не бил застапен фидерот. Кој ви информира за ова или? Па сега е многу лесно да се стигне до информации, пошто постои, нели, интернет Така, YouTube. и да, и гледаме, така да и разбираме, така што во соседните држави, да кажам во Србија, е многу застапен фидерот, и зборуваат на српски што ние го разбираме. Сега, не е само да се гледа и да се слушне и да се купи трски, јас сум фидераш. Значи треба многу време да се посвети, треба трпение, упорност, Техника тука, не е само опремата, да се осети фидерот убаво, да се научи и дури отпосле може да се постигне успех во ловата. Ви благодарам за исцрпните информации и бистро, па се гледаме во текот на ноќта, што ќе направите. Бистро, фала. Нема ти е нека иска, меко ќе биде на нив ќе си легне. Фрчка унатре. Тројца спијат во него.
Тука е тука. Еле. Празник. Денес убав празник, убав ден. Да. Убави луѓе, убаво место, убава позиција. Втората убава позиција, првата што сменивме. Ова се погледа многу добро. Дојдовме касно, ја сменивме. Имавме еден убав крап, имавме едно откачување и уште еден удар од крап и тој малиот што го пуштивме. И цела ноќ пред нас. И цела ноќ пред нас и утре цел ден. Така да здравје само. Трските се сите во вода, тука си ги гледаме и чекаме, ама сите се сега наместени стрикно за крапче или треба некој килаш Да. караш. Што не верувам дека тука ќе дое килаш караш, ама некој крапче, за поголемо крапче сега сетиравме. Пошто денес менјавме позиција, на позиција да менјаш у Козјак војничка работа. Одење угоре до удоле, 3 сати само менјавме 4 позиција, не фати. Затоа што таму имавме премногу карпев спредел и моравме да го смениме, затоа што многу опрема купевме безцелно. На префрлање храна купиш цел систем, така да можеш да се смени. Тука е супер, перфектно. Што се вика и подвес немаме тука закупено ниеден. И оваа позиција дефинитивно задржува. Добре. И надежна. Надежда. Направена работа било. Ovo je како мет. Покажам на роци. Материјалот е. Ја имам да те затворам и затвор да пишам. Почнувајќи од риболов до таму. Па добра позиција одбравме сега вториот пат. Малку се измачивме преска. Се изнаодевме малце нагоре надоле. Не да сме се измачени. Ама па многу опрема вамо изгубивме. Многу закачалки. Многу карпи, многу камења. Риба изгубивме. Ти удира крап, го губиме на карпа, го губиме на гранка, го губиме на корен. Овде бар добра се покажа, немаме закачалки. Имаме 4 удари на крап вечерва. Сега се измачивме, ама па 4 удари на крап. Сега ни се сите сетирани трски, сите за крап. Да, и тука не Ќе ги изгубивме чекам. ни Тука ни една хранилица не изгубивме, ни еден систем. А тоа значи време не изгубивме. Цело време сме у игра. Така да се смири и ветерот и времето се наклонети сега на нас. Са бајле само ќе го смениме системот на крмење, што зборевме на хранење на микс потот. Нема со ракета, туку ќе храниме со кафез, со кафезна. Кај ќе падне, значи и нашата хранилица и таа, да не е вака шараме по цело место да храниме, туку точно на позиција да храниме. Тоа само малце ќе го смениме. Иначе местово е добро. Мене ни се свиѓа топ. Штом ние веќе 4 сати фаќаме, имаме 4 удари на крап, од кој што еден ситен, 3 крупни, еден изваден, 2 откачувања, од кој што еден се откачи, не по наша грешка, туку мала јадицата не бевме спремни за дека крап толку ќе удира, а вториот беше по наша грешка. Да. Кога го вадевме другиот крап, заборавивме значи амортизерот да го затегнеме за да удриме добра контра за да го закачиме. И тоа беше наша грешка, ама на грешките ќе учиме и ќе бидеме подобри. Сега сменивме подвези, Спремни сме стрикно за крап, пошто многу крап ни држи оваа позиција и са бајле ќе биде многу подобитно, а не дека и вечерва не очекуваме да имаме добри удари. Да. Па може од некоја четврка, петка, шестка, ќе видиме. Се надеваме на добри удари. Така. Ќе биде. Мора да биде. Што е наше ќе си дојде. Така е. Да. Само бистро Упарна работа. и времето да се наклони, оганчето ни е тука, ние си чекаме, си уживаме, Се дружиме. се дружиме, ова е убавина, ова е здравје, ова е живот. Нели? Жели.
Ајде, кепај го коне. Па добро е беше. Ајде, пашала. И од страна. Ете бит. Има сефте, значи... Почитувани гледачи, денес сме веќе втор ден на езерото Козјак. Како помина ноќта и дали имаше нешто улов во текот на вчерашниот ден, ќе поразговараме со уште еден од риболовците кои риболоват на ова езеро. Добар ден. Добар ден. Како сте, Игор? Супер еве. Значи работно малце и викендашки да го истераме денот на езеро. Ноќта како ноќ, фидер риболовот не е познат многу, значи по ноќно ловење да, но дека сме на покрај трската. Кога ќе завршиме значи со работа околу трската, значи фидер риболовот се собира и се вади надвор, не е сигурен како крапскиот риболов на ротпот, така да ги вадиме мамците од вода и кога одиме да одмараме. Помината ноќта супер, значи во шатер во вреќа за спиење, покрај огништето, одморени, наспани за 5 сати, значи но константно напунени батерии, да значи од поново да работиме цел ден. Сабале станавме, утринско кафе, повторно покрај огранот, покрај шаторите. Еден дел од екипата, значи ја и Конан се спуштивме и работевме со хранење, односно крмење на позициите. Утринско крмење со микспот, тоа е моментално ние имаме пченица и шекерац. И малку оставивме значи и од прихраната. Прихраната што ја работиме овој пат се базира на овошен, значи концентрат, претежно на јагода, пошто се уште сме летен период и рибата е активна на повеќе на овошна арома. Имаме како што е овошна, имаме значи и кремаста, имаме и месна, ама тие се за друг дел од и друг период од годината. Трските ги зафрливме после утринското кафе и почнавме да го спремаме до ручекот. Додека до ручекот се спремаше со скричката, имавме ударка вас на вашата трска. Така да и гледачите ќе може да видат, да. На вашата трска сега моментално, значи денес прв удар беше и баш ни е мило што тоа се деси на вашата трска. И сега работиме значи на денес стриктно сме фокусирани повеќе сите трски ги пуштивме на крапски риболов, доволно ни е караш, доволно ни е попадика. Се надаме на некој покрупен капиталец. Вчера имавте уловено и караш и караш и попадика беше активна, ама на старата позиција, односно на првата позиција, нели сменивме позиција како што кажав. малку се помачевне, нели? Се помачивме. Козјак езерото е таков предел кај што е све угорница, удолница, значи мора да се измачиш за да дојдеш до позиција. Оваа позиција сме веќе некои 10 на 12 сати, немаме ни една јадица скината, немаме ни еден подвес скинато, да не зборам за хранилица. Позицијата е супер и што не радува, имаме веќе извадено 3 крапа, не се веќе 2, веќе се 3 крапа, нели со тој преска 3 крапа на позициите, што за позиција од 10 сати 3 крапа е сепак супер, значи успех. Ги сетиравме сите трски, значи со поголеми јадици, со поголеми мамци, само стрикно на крап. Идеме на поголем капиталец, така да се надеваме на добар улов до крајов на денот. Пошто мислам дека денес ќе го превршиме риболовот. Веќе сме кој втор ден, кој трет ден, ја и ти сме нели втор ден, колегите се веќе трет ден и тука денес ќе го превршиме риболовот до крај на денот. На што ловите денеска? На јадица што ставате како мамец? Па претежно сме на боили. Боили од портокал, лимон, лук, нели сака многу крапот. Претежно се овошни. Ставивме и чоколадо, имавме удари на чоколадото, значи на чоколадна боила, али ставаме и цук, дипуван цук, баш ударот кај вас нели беше на дипуван цук, знае да удри на све, али е итар, крапот е лисица, водна лисица, така да тој знае како да удри, што да удри и да земи и да избега. Али ние ќе пробаме да изловиме барем уште 1-2 до крајот на денот. Да, на почетокот на денот сме, па ќе видиме до крајот на денот како
ќе успееме да уловиме, нема да уловиме, останува уште еднаш кога се слушнеме кон крајот на денот, па со нашите резултати. Рибарската работа е оптимизмот до крај, значи Така ние е, до да. последна секунда ќе бидеме со јадиците во вода, со мамците во вода, така да ако дојде нешто добродошло ќе направиме некоја снимка да може да видат и гледачите. Така, имајте убав ден и бистро. Бистро се него. Ова е добар. Ова е добар, само да не се откачи. Само што правевме, значи, најава за денешниот ден. Втор удар на крап имаме. Така. Сега ќе ја собереме оваа трска за да не ни посмета, значи, основниот конец. Накони втората трска. Ќе тргнеме надвор. Кони ќе пазиш на овој дел. И ќе бидеме спремни, значи, за да кепаме. Господинот работи на варалици, на Така. лажни рибчиња, работи на ловење на клен и на пастрмка, пошто козјак е нели познат и по пастрмката, Да. дека има. Многу стар начин, охридски начин на фаќање е тоа. Односно на одредена брзина се влечат 5 до 6 лажни рибчиња, воблери позади чамецот, на одредена брзина се вози чамецот и да добива удари на клен и на пастрмка. Како што дознавме и отсо, нели ние повеќе исто по тој риболов, односно со варалици, имало одредени саботи, недели, односно викенди во месецот кога се изловува. На тој начин и се лови, се работи. Нема ние кога сакаме, односно одредени датуми во месецот кога што може да се работи тој риболов. Пак, немаме многу дебели конци. Таму лево, Не, па овој не. лево, Гледам таму. Ете го, добре. Полека. Ај стави го кемче да ќе да го пуштам кемче. Браво. Исто, да. Исто, тука. Што Не, го пуштили папатите? Не, Да. Да му ставите марка. Добро парче. Козички. 50 сантима има, 40. Епа од лак до лак. Да. До лак. Лепотанче. Нека се множат. Бистро. Бистро. Ебо ве Кој е мајсторот рече? Кона набас. Конан на вас, ево Конан, браво Конан, нека ти се множат пак, ајде, некој поголемо. Сега беваме на поголеми сега. Да видиме што ти мамец користиш тука. Ова е поп-апче од чоколада Така. и е околу 6 мм поголемина. Што го пушти надвор од мрежа? Не си приметил. Како кај мен исто. Да. Исто е како кај мен. Што сум направил за да се... Не, може на вадење. Ево, па некојаш фаќа, па некојаш... Така, да, се лепи. Да. Малци прелепче ќе му ставиме. Така. Со што е преливот? Исто нешто као чоколада. Чоколада? Да. Е сега финтата е ова иде тука, Така. додаваме со мацехина. Така. Унатре кој ќе се разложи, оно унетре остана. Да, и попапот, нели, се воздигнува Така. и останува над храната што е. Така. Што е тоа.
Тука расне, а? Ај. Слабко горе оставим от целок. Трябваше да я дигнеш. Влечи го натакати.